Поентата на сите избори секаде, па и во Македонија се сведува само на една кратка и безпрекорно точна теза која секогаш безусловно и постојано се повторува. Суштината е дека тој што е поразен, предоцна ја сваќа. Кога гласачите ви се на пазар, значи секој може да ги купи. На продавачите им е важно да успеат да ги привлечат купувачите. Особено се засегнати ако изложуваат продукти кои се пред крајниот рок на употреба, па за една одредена група купувачи, како што тврдат некои аналитичари. Квалитетот и содржината, за разлика од цената, не играат особена улога. Гласот, ајде да кажеме мој, или на интелектуалецот не е ист како гласот на ромската заедница. Без да навредам некого. Без да навредам. Тој глас многу лесно се манипулира. Истото се случува во Куманово. Таму исто така има доминантно голема ромска популација која во моментот гласаше исклучително за кандидатот кој е на власт. Пазарниот ден сепак не помина во стандардниот метеж и во надвикување меѓу трговците и ценкање со клиентите. А и што понудата според берзите не беше на адекватно ниво, туку отсуствува муштериите. Представниците на власта умешно наоѓаат оправдување. Тие луѓе се иселени од земјава да извадат лебот. Пова Скопје работи во Хрватска, Словенија, Швајцарија, Германија и кај на друго место. Срамота е да ги влејаме луѓето кои за ги предадат фамилиите не се во Скопје и да сакаат не можат да излезат на гласање. Тезата може да звучи партнерски неприфатливо со оглед на константните тврдења за економски препорот. Но до каков заклучок да се дојде, ако во опозицијската конструкција на реченици акцентот на моралните вредности е ставен на криво место, па така се звучи погрешно. Разликите помеѓу нас постојат и тоа е добро, но важно е да се разликуваме во идејата, а не во честност. Веројатно честноста треба да биде заедничка вредност, а разликите да се само во идеите, но не е докрај фер, кога за да се оправда лошиот изборен резултат. Неточно, извитоперено и обратно се цитираат нечии изјави, и тоа токму од симпатизери на ликот чии се тие зборови. Уште одамна некој имаше речено во некоја кампања пред многу години, а што ќе ми е државата ако ја немам партијата. И на крајот, кога политиката ги преминува границите на земното и партиското, а противниците се испраќаат да одговараат пред повисоки судски инстанции. Но јас само едно ќе кажам, нека им е простено од мене, а Бог знае што да прави понатаму. Веројатно еднаш и за секогаш политичарите ќе сватат дека откако ќе стапат на функција, може да се крстат во Бога на небото, ама да му служат на Господ на земјата. На граѓаните, кои исто како него, не простуваат.